Вчера притворениот за педофилија штипски наставник АШ на возраст од 65 години бил постојана опасност за учениците кои посетувале дополнителна настава по математика. За него веќе постојат индиции дека бил серијски педофил, кој знае колку години сексуално вознемирувал и малтретирал ученици. Пријавата од вчера ја отвори неговата Пандорина кутија, бидејќи по вчерашниот случај, деца, синоќа и денеска се довериле на своите родители дека и тие биле вознемирувани на различен начин. Поради ова, дел од родителите од јавноста се обратија со апел до други родители да разговараат со своите деца, дали и тие биле жртви на предаторот сега, но и во изминатиот период. Знаеме дека темата е многу осетлива за сите деца и затоа апелираме до сите родители, внимателно и со грижа да ги прашаат своите деца за било какви можни искуства и злоупотреба, без разлика дали се физички, вербални или психички. Како родители да се организираме и заеднички да им помогнеме пред се на нашите деца, да го доведеме злосторникот пред лицето на правдата и никогаш да не дозволиме ваков страшен хорор да се повтори. Стои во апелот од родителите на децата ученици во образовната установа. Случај на педофилија во образовните центри и училиштата има повеќе, поради што министерката Весна Јаневска неодамна изјави дека работа на училишните психолози ќе биде освен учениците да ги анализира и однесувањето на наставниците. Приватните центри не се под надležност на Министерството за образование и наука, за жал. И моите информации кои ги добивам од стручните служби велат дека тие се надвор од системот. Ние предвидуваме закон за да ги вклопиме во системот, образовен, нели? За да можеме и да спроведуваме мониторинг на нивната работа. Полицијата го потврди случајот со соопштение во кое меѓу другото стои: Со судска наредба извршени се претреси во неговиот дом во образовниот центар и одземени се предмети за понатамошна постапка. АШ бил задржан во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него е поднесена кривична пријава, а од судија на претходна постапка му е определена мерка притвор од 30 дена. Стои во соопштението од Министерството за внатрешни работи. Вчерашниот случај на педофилско однесување во Штип повторно ја вознемири јавноста, но инстинктот и искуството на родителите и педагозите велат дека такви наставници има во повеќе образовни средини. Во минатото, но и сега многу наставници стекнаа репутација на непристојни кои гледаат и допираат таму каде што не треба и да помислат кај ученици. Многумина од нив се извлекуваа иако беа посечувани со прст. Сега состојбата е смената и за овој проблем се зборува отворено, но не казнити се уште има. Владата усвои предлог закон за игри на среќа со кој се воведуваат построги ограничувања за локацијата и рекламирањето на објектите. Се забранува рекламирање надвор од деловните простори, доколку тоа има цел да ги поттикне граѓаните да учествуваат во игрите на среќа. Се забрануваат пораки кои коцкањето го представуваат како пат до финансиски успех, подобар живот или решение за лични и социјални проблеми. Дополнително се забранува рекламирањето преку познати личности и содржини насочени кон малолетниците. Испраќаме јасна порака дека коцкањето не смее да се нормализира, ниту да се представува како стил на живот пред младите. Втора клучна точка е заштитата на образовниот процес и безбедноста на учениците, потенцираше Азири. Втората клучна точка е заштита на образовниот процес и безбедност на учениците. Со законот се предвидува сите објекти во кои се приредуваат игри на среќа, во казина, автомат клубови и електронски игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 500 метри од основните и од средните училишта. Во обложувалниците, кои се наоѓаат во радиус од 500 метри од училиштата, нема да биде дозволено поставување на електронски видео лотариски терминали и друга опрема за електронски игри на среќа. Коментирајќи го новиот закон за игри на среќа, премиерот Христијан Мицкоски објасни: И со овој закон ќе се стави крај на таа перцепција кај граѓаните, некако до тие казина, како по правило се отвараат канцеларии каде што се даваат и брзи кредити, следно на што ќе работиме ќе биде и тоа. Цениме дека врз нашата анализа направена, заклучивме дека најголем дел од луѓето како причина за напуштање на државата токму го користат и тој аргумент, долговите кои што се наталожиле.
имајќи го предвид сето ова, ценам дека со овој закон во морална смисла на зборот драматично ќе подобриме состојбата во државата. Во поголем број градови низ Македонија, па и во Штип, локацијата на казината и обложувалниците е во радиусот на веќе постоечките основни и средни училишта. Дали ги успее нивната дислокација, намалена реклама и применување на веќе постоечката забрана на малолетни лица во казината и обложувалниците. Владата и ВМРО ДПМН се подготвени за предвремени избори, но не оваа година која е реформска, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски. Како влада сме за тоа да имаме редовни парламентарни избори кои што ќе се случат пролетта 2028 година, но како ВМРО ДПМН, а и како влада сме подготвени во секое време да имаме парламентарни избори и на тие избори да победиме. Во меѓувреме се работи на новиот изборен законник во кој СДСМ не учествува, но според Мицкоски тој сепак готов би бил до јуни. Работните групи работат, составени од политичките партии, минус една. Тоа е СДСМ и коалицијата која што предводи СДСМ. Знаете дека изборниот законник е еден од оние закони во кој што е можен филибастеринг, така што тој кога ќе влезе во собрание СДСМ, доколку одлучи да не го гласа, може и да направи филибастеринг и да го спречи носењето на изборниот законник. Тој е еден од тие 7 или 8 закони согласно новиот деловник, каде што е возможен се уште филибастеринг. Но од наша страна ние ќе го подготвиме, ќе постои консензус на сите политички партии минус СДСМ, подготвени сме и со нив да постигнеме консензус во оној момент кога ќе се вклучат нови преговори и доколку постои волја, има и начин да се заврши процедурата пред крајот на јуни. Додека НАТО и Европската Унија отворено предупредуваат за хибридни закани, Мицкоски ја турка државата кон изолација низ странски агенди, обвинија денеска од Социјалдемократскиот сојуз, патем нарекувајќи ја партијата ВМРО ДПМН бугарофилска. Колку уште пороки треба да стигнат за да разбереме дека Мицкоски и неговата организација работат против македонските интереси. Половина од ВМРО ОКГ има бугарски пасоши, министри, пратеници, нивните семејства. Мицкоски предложи закон за двојно државјанство, но само од следниот состав на собранието. Кога Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бараше законот да важи веднаш и за сите во владата, веднаш го повлече. Толку веруваат во Македонија, толку за нивниот патриотизам. Мицкоски не сека Европска Унија затоа што Европската Унија значи правда, независно судство и крај на криминалот. Стои во соопштението на социјалдемократите. На ова, премиерот Христијан Мицкоски имаше одговор. Не знам што да коментирам на тоа, затоа што утре сигурно нешто друго ќе рече. Предпоставувам ќе измисли некоја друга придавка. Практично, човекот секој ден кажува, и раководството генерално на СДСМ секој ден кажува работи кои што прво се некултурни, а второ тоа што го соопштуваат во јавноста во текот на денот неколку кратно го менуваат. Така што предпоставувам до вечер ќе бидеме некаква друга филска партија. Да, ние сме промакедонска партија и тоа е кое што нас не интересира, а тоа што тие како политичка партија одамна го изгубија својот идентитет и начин на делување, тоа е нивен проблем и мислам дека со тој проблем многу скоро на избори ќе се соочат. На истата тема, реакција има и од ВМРО ДПМН. Филипче е главниот лобист на Бугарија во Македонија за внесување на бугарите во уставот, а потоа и заменување на идентитетот, јазикот, културата и историјата. И кога мислевме дека не може подолу, Филипче повторно вели: зошто да не ги внесеме бугарите во уставот, кога тоа не е никаков ризик, ниту пак го загрозува нашиот идентитет. Сето ова, почитувани граѓани, додека бугарската министерка Петрова Чамова вели дека сме северно македонци. Владата подготвува национална стратегија за вработување во здравството. Таа се однесува на целиот медицински кадар кој сега е во голем дефицит, изјави министерот за здравство Азир Алиу. Ние за прв пат правиме национална стратегија за човечки капацитети во здравството, заедно со Министерството за образование. Исто така ќе предвидуваме број на капацитети на перформансите почнувајќи од медицински сестри до доктори и специјалисти. И се надевам дека таа национална стратегија ќе помогне за 5 години веќе да не биде тема
колку доктори ни требат и медицински сестри. Кадар фали сегде во светот, секоја држава прави национална стратегија за тоа. Ние имаме фантастични исто така доктори кои што работат надвор од нашата држава. Затоа еден од пиларите во здравството е и телемедицината, за да може и нив да ги вклучиме индиректно, бидејќи тие се фантастични доктори кои што работат во здравствени институции надвор од нашата држава и нив ке ги вклучиме. Со други зборови, во овој период од 5-6 години мора да најдеме начин како долгорочно размислуваме во креирање на капацитети во здравството, но краткорочно како може тој геп да го покриеме со капацитети кои што ги имаме и во државата и надвор државата. Али утврди дека Македонија е подготвена да се соочи со хантавирусот, доколку такви случаи се појават. Мислам дека знаете дека за прв пат имаме стратегија за кризно управување со здравствениот систем, таа помина ни сите административни процедури. Исто така вчера е направен креирана група од експерти од различни институции, се со цел да направи план за евентуално ако имаме потреба како треба да се справуваме со кризата. Кристијан Шмидт по 5 години мандат потврди пред Советот за безбедност на Обединетите нации дека ја напушта функцијата висок представник за Босна и Херцеговина, а САД објавија дека неговиот наследник ќе започне со распуштање на тоа тело и префрлање на неговите овластувања на државните власти. Наследникот на Шмидт треба да биде објавен на почетокот на јуни, кога Советот за спроведување на мирот во Босна и Херцеговина ќе се состане во Сараево. Во своето последно обраќање пред Советот за безбедност на Обединетите нации, Шмидт оцени дека властите на Република Српска го доведуваат во прашање територијалниот интегритет на земјата со сецесионистичките потези и изјави со блокирање на државните институции. Првата заедничка воена вежба меѓу Србија и НАТО денес започна во базата Југ и на полигонот Боровац во близина на Бојановац. Таму до 23 мај ќе бидат присутни 600 припадници на српските вооружени сили, заедно со силите на Италија, Романија и Турција. Тактичката вежба, наречена НАТО Србија, е организирана од Командата на копнените сили и Командата на Сдружените сили на НАТО од Неапол, соопшти Министерството за одбрана на Србија. За време на двонеделните активности на терен ќе се вежбаат тактики, техники и процедури што се применуваат во операциите за поддршка на мирот, како што се обезбедување на базата, работа на контролниот пункт, контрола на масовни собори и борби во урбана средина, стои во соопштението. Силни поројни врнежи синоќа го погодија регионот во близина на турското црноморско крајбрежје, предизвикувајќи нагли и сериозни поплави, што за кратко време ги претворија улиците во водни текови. Најпогоден беше округот Хавза во провинцијата Самсун, каде излевањето на локалните реки доведе до неконтролирано надоаѓање на вода низ населбите. Силната струја носеше автомобили, отпад и кал, додека бројни домови и деловни простори беа поплавени до приземја и подрум. Според информациите на државната агенција Анадолија, најмалку 12 лица побарале медицинска помош и биле хоспитализирани со полесни повреди. Во следните денови времето ќе биде променливо облачно со локални врнежи од дожд. Во сабота најави за невреме со пороен дожд и грмжи. Во следните денови ќе се задржи променливо облачно време, нешто и постежо. Ќе имаме и повремени врнежи од дожд, во петок со послаб интензитет, додека во сабота се очекуваат поинтензивни процеси, особено и за источниот регион, во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во вториот ден од викендот, во недела, се уште ќе има локални врнежи од слаб дожд, појава и на ретки грмежи, а веќе од понеделник очекуваме постепено стабилизирање на времето. И покрај сите промени оставуваме со високи утрински и дневни температури. Од понеделник мало заладување. До недела ќе имаме утрински температури кои ќе бидат во интервал од 5 до 9 степени, додека дневните од 18 до 24. Веќе од понеделник, поради продор на нешто постуден воздух од север, очекуваме и пониски дневни температури. Утринските ќе се задржат релативно високи, без некои значителни промени, додека дневните ќе бидат во интервал од 16 до 20 степени, значи ни следува променлив и постуден период.
Штип е меѓу општините во кои е забележан раст на просечната месечна закупнина на станови во првиот квартал од 2026 година, покажуваат податоците од Агенцијата за катастар на недвижности. Според извештајот во Штип е евидентиран раст на закупнините од 5,4% во споредба со последниот квартал од 2025 година. Воедно, општина Штип е меѓу општините со најголем број регистрирани закупи на недвижности во државата, со вкупно 208 договори. На државно ниво, закупот на станови бележи пат од 47%, а вкупната месечна закупнина е намалена за 40%. Сепак, во дел од општините, меѓу кои Штип, продолжува растот на цените за изнајмување станови. Интерпретирано на поинаков начин и низ бројки кои нудат јасна представа, кириите во Штип се движат од 250 па до 1000 евра за стан, со просечна квадратура од 45 до 70 квадрати. Многу важно е ако становите се уредени, но и нивната локација. Во овој контекст доминантни се студентите од Турција, но се повеќе станови се издаваат и на деловни представници од странство и државата. Со 208 договори кои ги презентира Агенцијата за катастар, сликата не е точна, бидејќи само турските студенти во Штип имаат ангажирано повеќе од 500 станови. Проценката е дека во Штип се издаваат најмалку 1500 станови, делови од куќи и соби. Штипската населба Леваци улично ќе се реконструира, најави денеска градоначалникот Иван Јорданов. Која е причината општината да го реализира овој проект? Досега во минатото не било инвестирано во реконструкција никогаш, затоа одлучивме да вложиме повеќе од половина милион евра за реконструкција на овие улици кои се останати за оваа година, а кога би ги сублимирал и инвестициите од претходната година, сигурно дека изнесува нешто околу 1 милион евра инвестиции за комплетно реконструкција на целата населба Леваци. Што предвидува проектот? Станува збор за проект за реконструкција комплетна на канализациона, водоводна мрежа, поставување на нови тротоарски површини и 2 асфалтни слоеви на овие улици, со што комплетно цела населба Леваци ќе биде реконструирана. Затоа денеска се стартува со реконструкција на следниве улици. Улиците Христијан Карпош, улица Рудо, Боро Милевски и улица Коле Неделковски. Планот и стратегијата на општината е Штип да се обнови и модернизира, потенцира Јорданов. Планот и стратегијата е да го обновиме Штип, да го модернизираме и да го збогатиме со нови содржини, со нова инфраструктура, за да буквално бидеме центар на Источна Македонија. Годинашнава градежна офанзива предвидува реконструкција и изградба на над 50 улици и тротоари во градот. Штип утре е домаќин на традиционалниот државен надпревар за вокални интерпретатори, солисти и бендови. 1300 млади надежни талентирани пеачи и инструменталисти земаат учество на овој надпревар. За вокални солисти конкретно имавме пријавено 270 кандидати, од кои жири комисијата имаше навистина тешка задача да одбереме околу 60 ученика кои што ќе настапат овде на позади нас на оваа сцена. Победниците ќе добијат дипломи, но и можност за нивна натамошна музичка надградба. Дел од тие ученици кои што свират на инструменти да го продолжат своето училиште и својата надоградба во средните, а некои на факултетите во Македонија. Ние тука како Штип, како културен центар на Истокот, го имаме нели Средното музичко училиште ДМУ Сергиј Михайлов, го имаме факултетот за музичка уметност и се надеваме дека овие ученици ќе продолжат во овие институции да надоградуваат своето знаење. Утрешниот државен надпревар ќе се реализира на 2 сцени, во 9 часот во Домот на младите и во 13 часот на сцената кај Домот на културата Ацо Шопов. Последната етапа од велосипедската трка Джиро d'Italia на бугарска почва се претвори во сцена на љубов. Нововенчан пар се најде во центарот на еден од најгледаните спортски настани во светот. Неколку часа откако рекоа да, Лавинија и Цветелин се најдоа пред милиони гледачи на Джиро d'Italia. Кога го избраа Долни Пасарел за нивниот свадбен ден, двајцата немаа поим дека
еден од најголемите спортски настани во светот ќе стане дел од нивната лична историја. Само неколку минути подоцна фотографии од младенците го обиколија светот. Свадбената фотосесија покрај патеката стана една од најкоментираните моменти од бугарското финале на Джиро. Сигурно ќе бидеме многу среќни да им кажеме на нашите деца за ова во иднина. Луѓето нема да го заборават и генерално тоа е незаборавно искуство, велат Цветелин и Лавинија. Утре времето сончево со повремени на облачување, температурите до 22 степен, ветрот со брзина од 8 км на час. Влажноста ќе изнесува 43%. Температурите по градови се следните: Штипи, Карбинци со по 22 степени, во Пробиштип 20, Чешиново, Блешево 22, исто како и во Кочани со 22 степени. Веница 21, Македонска Каменица 20, Делчево 21, во Пехчево и Берово максимални 19 степени. Според православниот календар, утре е ден посветен на светиот пророк Еремија. Во католичкиот утре е Спасовден.